здраво, јас сум Даниела Смилковска, доаѓам работам во семејна компанија Макалар. И веќе да се надоврзам на поставените прашања од бизнис аспект, јас сакам да напоменам дека не постои апсолутна безбедност. Без разлика дали се работи за, знаете, ад хок, аналогно, како што кажа Јован, чување на документи во фјука или пак IT безбедност. Мора да се земе во предвид дека ова време на пандемија го скрати периодот на имплементација на дигитална трансформација на компаниите од месеци и години во неколку денови и недели. Сето тоа само по себе носи ризици, меѓутоа за секој поздрав се овие проекти и овие иницијативи за дигитална трансформација, како и средствата кои што се доделуваат од Фонд за иновации, и мислам дека ќе успееме. Значи, постои еден тренд во бизнис заедницата, посебно во времето на оваа пандемија, каде што можеме да видиме дека постои дигитална трансформација, односно сите офлайн бизниси сега се префарбуваат онлайн, се мапираат процеси, работната средина е дигитална, со користење на мобилни апликации за поставување на работа и следење на работата и контрола на вработените. Така да, вакви иницијативи се за поздрав. Како би оцениле, која оценка би дале на степенот на дигитализација во бизнис секторот и потоа и во државната администрација, затоа што соработуваат? Видете, има промени. Ајде да го споменеме во споставениот систем за интероперабилност, мислам дека тука беа вклучени 17 институции. Да дадеме еден пример, царина. Многу значи процесот на увоз во бизнис заедницата и колку робата ќе застане на царина. Со системот за интероперабилност, царина наместо да испраќа мејл до централен регистар во однос на статусот на субјектот увозник, дали постои тој статус, дали е во стечај ликвидација, сега царина има директен пристап до централен регистар и овие информации ги има за помалку секунда. Значи процесот е скратен од неколку денови на една секунда. Од аспект на бизнис заедницата, неминовно е, посебно во ова на време на пандемија, да ги чувствуваме тие промени. Значи ви кажав, јас сум сведок на компании кои веќе воспоставија дигитален пристап на работа, кој што претходно бил целосно аналоген. Посебно проблемот во македонските компании е дигитализирање на оние процеси на онлайн продажбата, затоа што во Македонија има иницијативи за онлайн трговија, меѓутоа има поразителни податоци со нагласување на проектот USAID, каде што онлайн купувањето или трговијата е 1:20. Македонски компании во однос купување на продукти од странство. Значи за еден производ купен во Македонија се купуваат 20 продукти во странство. Сето ова кажува дека македонските компании досега се сочувствуваат со предизвици во однос на мапирање на оние процеси и дигитализирање на поддршка, например достава, следење на пратките, постпродажни активности и така натаму. Меѓутоа, за сето ова треба пари, знајмајќи го во предвид дека македонската економија е водена од 2/3 семејни компании кои што посебно во ова време имаат значителен недостаток на финансиски ресурси. Со поддршка на Фонд за иновации, ние сме корисници на Фонд за иновации и веќе дигитализиравме процеси со нивна поддршка финансиска, мислам дека ќе успееме. Затоа што сега во време на пандемија прашањето за дигитализација не е избор. Прашањето за дигитализација значи опстанок.